Добар ден, драги ученици, добре дојдовте во нашата е-училница. Јас сум оделенски наставник Весна Кимовска Јовик во Основното училиште Блаже Коневски во аеродром Скопје. Денеска, на овој час, по предметот Природни науки, ќе бидам и ваша наставничка. Предвидената наставна содржина: живи суштества, ќе обработам со вас и истата е предвидена за ученици од прво оделение. За таа цел, на самиот почеток, исподелив една слика каде што има повеќе животни и растенија. Сега јас, а верувам и вие, заедно со мене, ќе се обидеме да ги препознаеме и именуваме поединечно секој според сликите. На првата слика гледаме риба, некои шумски јагоди, папагал, растение, лебед, тигар, грашак, верверица, елка, куче, печурки, пеперутка. Доколку не ви беше тешко да ги препознаете и именувате, одиме понатаму со часот. Целите на учење: секој ученик и ученичка треба да знае дека животните и растенијата се живи суштества. За да научиме дека животните и растенијата се живи суштества, јас предвидов едно научно истражување. Па ученикот, ученичката треба да се обиде и да знае да подредува во групи, споредува, подредува и одговара на прашања врз основа на собрани докази по пат на наблюдување. Да креира идеи, се вклучува во дискусија за нив, се со цел да ги споредува, објаснува и развива. За да ги постигнеме овие цели и очекувани резултати, кај ученикот и ученичката треба да знаат да ги именуваат животните и растенијата, да разберат дека тие се живи суштества, да умеат да набројат по неколку карактеристики за растенијата и животните, да кажат по некоја сличност или разлика помеѓу нив, да знаат дека и растенијата и животните се раѓаат, растат, се движат, имаат потреба од светлина, храна и вода. За да ги постигнеме целите и очекуваните резултати, јас на самиот почеток ви подготвив една презентација со слајдови, каде што ќе имаме слики, слајдови од живи суштества. Јас, заедно и вие со мене, како ќе течат сликите и презентациите, ќе се обидеме да ги препознаеме и именуваме овие растенија или животни. На првата слика или првиот слајд гледаме делфини, потоа морски треви и морски алги. Следната слика имаме шумско зимзелено растение. Понатаму лебед, тоа е птица. Печурки. Тие спаѓаат во групата растенија. Лав, или гледаме неколку повеќе лавови. Значи во групата на животни.
папагал, птици, зајак, животно, јагоди, растение. И последната слика имаме многу вкусни овошни плодови. Гледаме јаболко, круши, грозје, банана, јагода, лимон. Сите овие вкусни овошни плодови спаѓаат во групата на растенија. Ако и за вас не беше тешка оваа задача, заедно ќе се обидеме да направиме две групи, односно да ги групираме живите суштества во две групи, и тоа група на растенија, каде што ги ставивме морските алги и треви, зимзелени елки, печурки, јагоди, повеќе видови овошни плодови. Во втората група, која е група на животни, ги ставивме делфинот, зајак, лав, птица, папагал, лебед. Верувам дека сите вие знаете уште најмалце по 5, а и повеќе растенија и животни. А ваша задача е во овие две групи да додадете уште најмалце 5 растенија и 5 животни. Ако научивме како ги групираме живите суштества, како ги поделивме во две групи, да одиме понатаму со наставната содржина. Велиме дека нештата се слични или различни. Запомни, кога велиме дека нештата се слични или различни, ги споредуваме. Па да видиме пошто се слични, а пошто се различни. Кој? Живите суштества. Како ги поделивме, како ги групиравме живите суштества? Во две групи. Група на растенија и група на животни. Значи, дека правиме некакво истражување, односно да видиме какви карактеристики имаат едните, а какви другите. Наблюдувајќи ги, истражувавме и воочивме дека растенијата и животните имаат некои сличности. А тоа се дека сите тие се раѓаат. Потребна им е храна, вода и светлина. Растат, се движат, се размножуваат на некој начин. Тие стареат, умираат. Значи, до сега видовме дека и растенијата и животните се живи суштества. Ако научивме кои се сличностите кај растенијата и животните, да видиме понатамошните наши истражувања и согледувања, да ги видиме кои карактеристики им се разликуваат, па велиме растенијата и животните имаат и различности. Растенијата не се движат од едно на друго место. Но дали е така и со животните? Животните се движат, одат по потрага за храна, за солниште, па и партнери. Растенијата имаат една животна средина. Тие се зелени и потребна им е светлина, храна, вода и соодветно живеалиште.
Кое е живеалиштето на растенијата? Се разбира, тоа е почвата. Тие во почвата растат, се развиваат, се размножуваат и така се создаваат нови и нови растенија, односно цветови, плодови и семиња. Сега да видиме животните. Дали имаат само едно живеалиште? Животните имаат различни видови живеалишта. Односно, некои од нив живеат во шумите, високо на планините, па за тие животни може да кажеме дека се шумски или диви животни. Но имаме животни кои што живеат во блиската околина на населените места. Па за тие животни велиме дека се домашни животни. Но постојат и животни кои што нивната животна средина е под земја. Други пак живеат во морињата. Значи, што видовме? Видовме дека животните имаат повеќе различни живеалишта. Животните може да положуваат јајца или да раѓаат бебиња, младенчиња. Животните имаат и сетила. Нас ни се доста познати сетилата, затоа што ги имаме и ние луѓето. Па бидејќи и животните имаат сетила, со нив тие можат да допрат, можат да гледаат, можат да мирисаат, слушаат и можат да го почувствуваат вкусот. Што научивме досега? Научивме да ги групираме во две посебни групи растенијата и животните. Научивме дека и растенијата и животните се живи суштества и дека сите живи суштества имаат одредени сличности и одредени разлики. Наблюдувавме и ги искажавме, ги истакнавме, верувам и ги научивме сличностите и разликите кај растенијата и животните. Доколку со внимание ме следевте, мене на овој час во природни науки за наставната содржина животни суштества, живи суштества. Драги ученици, оваа домашна задача ќе биде многу лесна и интересна за вас. Секој од вас во вашата тетрадка треба да нацрта и да обои барем по едно омилено животно и едно омилено растение. Се надевам дека ова ќе биде со задоволство лесна задача за вас. Доколку ви беше интересна наставната содржина, ја следевте со внимание, ви благодарам на вниманието, ве поздравувам и довидување од мене.